Јас сакам да ја прашам министерката за труд и социјална политика. Кога имавме усогласување на законот за заштита на правата на децата, односно усогласување со минималната плата во градинките, каде што го променивме нивото на негователка приправник, со покачување на бодовите, за да може да зема минимална плата. Значи, овој закон се однесува за службата во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, меѓутоа начинот на кој што вие предлагате на бодовите, мене барем лично не ми е јасен. Кажувате, значи, очекував дека ќе биде слично како во законот за заштита на правата на децата, односно наголемување на одредени бодови на нивото кое што не зема минимална плата. Спрема ово што го гледаме, испаѓа дека всушност нивото Г, ми се чини, бодовите 300 се заменуваат со број 1. Тоа значи дека нивото Г ќе зема минимална плата, ова единицата. И бројот 400 се заменува со бројот 77. Ке ме молам да ни објасните како стигнавте до овие бодови, колкава е вредноста на бодот моментално, бидејќи нели владата еднаш годишно ја одредува вредноста на бодот, колкава моментално и што ова де факто значи во пракса. Дали само нивото Г има минимална плата, колкава е разликата во другите плати? И второ, би сакала министерката да ми кажи, бидејќи во членот 3 од овој закон, не во членот 2, се предвидува дека овој закон ќе се примени со исплата на мартовската плата во месец април 2022, сега сме веќе јуни, прашање и кога ќе стигне оваа точка на дневен ред да се изгласа, дали ова значи дека вработените во администрација во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување не земаат минимална плата, и исто дискутабилно е колку уште закони треба да се променат, бидејќи баш на оваа седница, кај што е оваа точка на седница број 71, имаме едно автентично толкување, каде што еден градоначалник прашува кој закон треба да го почитува. Законот за минимална плата или законот за административни службеници. Значи, се наоѓаат луѓето во недоумица дали е лекс генералис, мислам дека е законот за минимална плата, меѓутоа уште колку закони треба да се променат за да може да биде исплатата на минималната плата законски поддржана од сите закони. И законот за минимална плата, меѓутоа гледаме сега дека низ другите закони се носат последици по овој. И благодарам.